Во првенствен надпревар од 27-то коло, екипата на Брегалница беше домаќин на Македонија Ѓорче Петров. На градски во Штип сините имаа големи шанси за победа, меѓутоа сепак останаа без посекуваните 3 бода. Брегалница одлично го стартуваше надпреварот, резултатот го отворија во 15-та минута преку Ристе Наумов и со тоа најавија интересен надпревар, но до крајот Македонија Ѓорче Петров се врати на овој надпревар, постигнувајќи гол во 27-та минута за 1:1 и потоа во 90-та минута постигнаа гол за победа. По 27 одиграни кола, врвот на табелата изгледа вака. Работнички е на првото место со освоени 50 бода, Вардар е на втората позиција со 48 и Турново е на третото место со 47. Додека во долниот дел на табелата ситуацијата изгледа вака. Брегалница е на 8-та позиција со 36 бода, Евромилк е 9 со 32, Македонија Ѓорче Петров има освоено 26 бода, Напредок 14 и Гостивар се наоѓа на последното место со освоени 14 бода. Во рамките на 24-тото коло во првата македонска футсал лига, екипата на Мал Ајакс дојде до посекуваната победа против Велес. Жестока битка се водеше во Штип, меѓутоа квалитетот на Мал Ајакс изби на површината. По првиот дел од преварот, Мал Ајакс имаше водство од 4:3, додека до крајот постигнаа уште еден погодок за конечен резултат од 5:3. По овие одиграни 24 кола, на врвот на табелата се Железарец со 63 бода, се Универзитет со 49, Скопје 45, додека на дното Јувентус има 23 бода, Илире 22 и Мал Ајакс е на 10-та позиција со ист број на бодови 22. Викендов во Пробиштип се одржаа две финалиња во одбојка во машка и во женска конкуренција. Салата Софија Петровска беше претесна за да ги собере сите љубители на спортот. Пробиштип беше одличен домаќин. Навивачите со вистинска спортска култура ги бодреа своите домаќини. Во женска конкуренција силите си ги одмерија Јанта Волеј од Скопје и Форца Волеј од Скопје, кој заврши со резултат 0:3, додека со почеток од 17:45 следуваше вистински спектакл. Пробиштип Струмица 0:3. Така е, во Пробиштип дефинитивно одбојката е спорт број 1. Публиката, како што видовте, беше феноменална, голема благодарност до нив. Нашите играчи го дадоа својот максимум на овој надпревар. Меѓутоа Струмица е Струмица, знаевме дека е фаворит, ќе биде тешко. Се боревме колку што можеме, им честитаме на победата. Ние заслужено го освоивме ова второ место, кое што за нас како дебитанти оваа сезона е голем успех. Ние сме задоволни. Од одиграното и публиката е задоволна, а се разбира и играчите. Задоволни се од овој успех. Голема благодарност за одличната публика која што покажа дека Пробиштип е навистина спортски град. Оваа година сме втори, се надевам наредната ќе атакуваме на титулата. Боксерите на боксерскиот клуб Пинк Пантер блеснаа во вистинско светло на турнирот Лесковац Боксинг Деј. Тие во Србија заминаа со тројца боксери, предводени од Илија Младеновски и Тони Тришковски. Тројцата боксери имаа одлични настапи. Димитар Ташков во категорија плюс 91 кг со технички нокаут го совлада црногорецот Никола Рушич. Дејан Панев во категорија до 69 кг со одлука на судиите 3:0 го совлада Симонович Владица. Додека Бобан Коцев беше поразен и покрај одличниот настап против домаќинот Душан Стојановиќ во категорија до 81 кг со одлука на судиите 2:1. На турнирот Роби Рајх, кој се одржа по 10-ти пат во словенскиот град Марибор, клубот Осенсеј од Штип учествуваше по 4-ти пат. На овој турнир представник на Осенсеј од Штип беше Драган Двојаковски, кој се натпреваруваше во категорија од минус 69 кг јуниори, каде што го освои второто место во многу силна конкуренција. На турнирот учествуваа повеќе од 10 земји со повеќе од 350 надпреварувачи. Покрај турнирот, клубот Осенсеј од Штип се надпреваруваше и во Јадранската лига, на која учествуваа Александар Антониевски минус 62 кг, Драган Двојаковски минус 69, Кирил Иванов минус 77, Виктор Велинов минус 85 и Владимир Донески минус 94 кг. Тие ја победија екипата на Република Србија со резултат 3:2, со што се наоѓаат на петото место во Јадранската лига. По одиграните надпревари од третата фудбалска лига Исток се комплетираше и 19-тото коло. Каменица Саса Баби 1:4, Брегалница Работник Лозово 5:0, Напредок Здравје Радово Слога 4:1, а Стиво Чешиново 2:1. Тркања Карбинци, мечот не се одигра затоа што гостите не допатуваа, Плачковица Осогово 0:4 и Рудар Беласица 2:4.